Добре, криптоентузијасти, како што веќе знаете и сами, според вашите гласови, моментално правиме видео со краток апдейт, па би рекол, колку што може да биде краток, за ситуацијата во Иран. Ова е 6-ти дел, претходните делови може многу лесно да ги најдете на нашиот канал. Едноставно, се што треба е да ги следите овие броеви, така речено, на претходните видеа со цел да проследите се што досега се случило и до каде сме во овој моментален конфликт, кој што се заканува да биде еден од најголемите конфликти, барем во поновата историја. Со тоа што, за жал, имавме голема ескалација за која што треба да разговараме. Мурика влезе во оваа војна на најлош можен начин со бомбардирање на нуклеарни централи. Значи, тоа е едноставно, како да кажам, ескалација без преседан. Значи, ова е едноставно едно од најненормалните работи кои што сме ги виделе да биде направен од страна на режимот на Мурика. Како и да ќе стигнеме до тоа, само на кратко, ќе објасниме што може да очекувате во текот на следната недела, со оглед на фактор дека програмата е веќе направена според вашите гласови и нормално на тој начин ќе знаете од понеделник како ќе изгледа програмата на нашиот канал. Со тоа што, како што знаете и сами, според вашите гласови, изгласавте да имаме Altcoin недела на нашата Facebook страна. Моментално може да најдете, тоа е една многу битна работа која што мора да напоменеме посебно за почетниците на нашиот канал. Значи, на самата наша страна може да најдете пост на кој што може да ставите предлог за следните коини кои што ќе ги истражуваме. Ова е од последниот блок, последните 4 коини кои што останаа да бидат истражени според вашите предлози и според вашите гласови. Со тоа што сега правиме нов блок, чисто да покажам како тоа изгледа. Секогаш кога имаме најчесто Altcoin недела, го правиме тоа на следниот начин, односно, само секунда, има доста објавено денеска, да го најдеме постот. Значи, имате пост на кој што практично бараме од вас да ни дадете до знаење кои ни би сакале да ги погледнеме, односно да ги обработиме, со тоа што од сите овие коментари кои што моментално ги гледате, сите оние кои што досега не се обработени, ќе бидат земени во предвид и ќе избереме 4 кои што и мислиме дека имаат најголем потенцијал и истите ќе ги обработиме во следниот блок. Нормално овие коини ќе бидат земени во предвид за следниот блок и откако ќе бидат поставени како блок, ќе дозволиме да гласате во кој редослед истите да бидат обработени, додека во оваа недела која што следи, ќе почнеме од вторник, каде што ќе бидат обработени Astar, Axelar, Radium и Dash во текот на неделата, со тоа што во среда ќе имаме Altcoin Investi, кои што ќе бидат во утринските часови како лайвстрим, а во сабота ќе имаме геополитика и крипто. Знаете зошто нормално, според вашите гласови, едноставно повеќе потребно е да направиме повторно апдейт за тоа што се случува во геополитичката состојба, детално за тоа што гледате и сами, значи оваа ескалација едноставно без преседан. Тоа што, како што кажеме, ова се алткоините кои што ќе бидат обработени заедно со Altcoin Investите, нели нормално геополитика и крипто, и уште една случај за самиот крај, доколку не сте, би ви препорачала да станете дел на нашата Patreon заедница, која што моментално го овозможува ово што го работиме да биде направено на уште повисоко ниво во однос на квалитет, во однос на обем и во однос на, да речем, пак обработени информации, како што гледате и сами, се тоа направено во највисок можен квалитет, и ви благодарам сите оние кои што веќе сте дел од самата Patreon заедница, како и да е оние кои што потенцијално би сакале да станат, може да пробаат да видат како е да се биде дел од Patreon заедницата 7 дена бесплатно, со тоа што ќе има пристап до нашите чатови, каде што гледате и сами дека целата заедница постојано помага во доставување на информации, доставување на едукација, значи едноставно направено е со цел да имате безбедна средина во која што може да научите се што ви е потребно за инвестирање. И дополнително една од работите кои што исто така ги организира нашата Patreon заедница, како што гледате и сами, тоа е следното гостување во Минхен. Прво, еден голем поздрав до Славков, значи секоја чест, Славков го среди овој постер за нас, морам да признаам, баш е добар. Значи, како што кажавме, двајцата презентери се потврдени, Bad Teacher Crypto и Александар, кои што ќе не посетат на овој практично настан во Минхен негде во почетокот на септември. Сега за сега се уште не е потврдено, но потенцијално ќе биде 6 и 7 септември. Сето ова организирано и покриено од страна на самата Patreon заедница. Тоа е поентата на оваа заедница, со вашата поддршка да можеме да организираме што подобра едукација за македонците ширум светот. А со тоа можеме да почнеме и со главната тема денес, а тоа е првенствено нападот на Мурика врз Иран, кој што знаете и сами дека моментално беше извршен пред само неколку часа, и нормално сето ова, како што веќе знаеме, може да донесе огромни последици, со тоа што чисто онака за потенцијално оние кои што би сакале да
да го споредат овој момент, значи ја мислам дека целиот свет отиде буквално во материна, кога беше ставен Заев како предлог за Нобелова награда, пропратен од оваа свиња дебела од Мурика, кој што, верували или не, пред само еден ден од Пакистан беше номиниран да биде награден со Нобелова награда за мир. Значи, орангутанус американус, тарифмен, оваа свиња муриканска, како сакате, така наречете, во не е проблем, пред само еден ден беше номиниран да добие Нобелова награда за мир. Јас не можам да си верувам на очите некогаш, но еве, чисто да се подсетиме од каде дојдовме и каде се движиме кога станува збор за овој човек. Значи, овој човек буквално доби власт во неговата држава со овие, би рекол, изреки моментално кои што можеме да ги видиме, кои што требаше да бидат, така речено, негово ветување за тоа, нели, што ќе следува со неговото ново председателство. Еве, чисто да се подсетиме, значи ова е првата изрека која што ја даде во текот на неговата кампања, што да очекуваме од неговото председателство. My proudest legacy will be that of a peacemaker and unifier. That's what I want to be, a peacemaker and a unifier. We will be a nation like no other, full of compassion, courage, and exceptionalism. Ете така. Значи, вика, моето наследство сакам да биде, вика, наследство на човек кој што носи мир низ целиот свет, вика, и човек кој што обединува наместо да разединува. Истата оваа свиња која што денеска изврши напад врз 3 нуклеарни централи во Иран. Значи, јас стварно немам зборови, ова е дефиниција за политичар. Слушнете, значи, ова исто така погледнете. 20 јануари 2025 година, пред само 5 месеци точно. Our power will stop all wars and bring a new spirit of unity to a world that has been angry, violent, and totally unpredictable. Ете. Значи, пред него светот бил луд, насилен и целосно непредвидлив. Пред овој човек, истиот човек кој што направи тарифна војна, кој што го направи уште понепредвидлив и кој што само што бомбардираше 3 нуклеарни централи, нашиот главен стратешки партнер, нашиот пример за слобода и демократија, никој во историјата на светот не бомбардирал нуклеарни капацитети, освен овие ретардирани, како да кажем, суштества. Значи, еве како изгледа моментално ситуацијата кога ваков човек се номинира за председател на држава, која што е најголема војна сила во светот, а во исто време гледаме дека можете ја користи за нешто сосема поинако од она што го ветил. Еве уште една, значи уште еден подсетник, ова е буквално неговата кампања пред да дојде на председателското столче. Слушнете што кажа. But we had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. But this is also a... Ете така, вика, сите велат дека јас ќе сум почнал војна, не е вистина, вика, јас ќе ги запрам војните. И значи дечкото ветуваше дека ќе запрал војната во Украина за само 24 часа. Дечкото ветуваше дека ќе ги запре војните во Блискиот Исток и гледаме како се тоа се заврши. Значи, еве, во текот на вчерашниот ден со Б-2 бомбардери успешно нападнати 3 нуклеарни централи или нуклеарни капацитети на Иран, како сакате, Фордо, Натанс и Есфахан. Со тоа што гледате, он дури е сосема горд на сето ова, значи човек кој што само што не предизвика нуклеарна катастрофа од невидени размери во светот, е целосно горд на тоа што успеал да го направи, значи секоја чест. Нормално ќе објасниме оваа ескалација детално, со тоа што ќе поминеме прво кратко преку тоа како истата започна, ништо се поминавме и како стигнавме до тоа каде што моментално се наоѓаме. Прва работа која што мораме да забележиме е дека двата напади врз Иран беа апсолутно во време кога Иран се обидуваше да го реши овој проблем на дипломатски начин. Прост пример. Првиот напад на Иран од страна на Израел беше направен на 13 јуни. Ова е вест од 12 јуни, во кој што се кажува дека на 14 јуни или 15 јуни, се извинувам, тоа е недела, треба да се одржи 6-та рунда преговори помеѓу представници на иранската влада и мурикански представници во обидот да се реши оваа криза, така речено, и да се направи договор за тоа како ќе биде користен ураниум на територијата на Иран. Во текот на овие преговори, пред последната рунда, Израел без ничија дозвола, без консултација со никого, барем така мислевме, значи изврши напад врз Иран непровоциран.
Значи Израел не бил испровоциран од Иран, Израел не бил нападнат од Иран, Израел ова го направи како знак на агресија, што е нешто што во светот треба целосно не само да се осуди, туку и да се казни соодветно. Понатаму, да се потсетиме како на почетокот прво испадна оваа куклава Рубио и кажа дека ова бил унилатерален, односно напад извршен само од страна на Израел, каде што нормално самите кажаа дека они немале никакво мешание, иако веднаш уште при самиот удар се потврди дека овие авиони кои што го извршиле ударот врз Техеран се помогнати и нормално, да речам, повторно, како што нормално нарекуваат, refueled, односно биле наполнети практично со гориво во среде лет од страна на американски авиони над Ирак, со тоа што понатаму нормално прво беше кажано од страна на истата оваа администрација како они не сакале Израел тоа да го направи, како они не знаеле дека Израел тоа ќе го направи, за потоа истите да потврдат неколку дена подоцна дека они знаеле дека тоа ќе се случи, они тоа го поддржале директно од страната на Орангутанус американус. Што значи дека целиот овој куклен театар што моментално го гледаме е буквално тоа, најобичен куклен театар. Овој напад од страна на Израел е претходно планиран, очигледно овие дипломатски напори се ништо друго освен куклен театар со цел да се стави Иран во позиција да едноставно мисли дека нема да биде нападнат, за, како што знаеме и сами, ефектот на овој напад од Израел да биде со толку голем ефект, каде што знаете и сами беа елиминирани огромна количина на највисоките лидери од самиот врв на војската на Иран, а во исто време и нормално, да речем, најпознатите и најбитните луѓе во нуклеарната програма во Иран, со тоа што и дополнително голем број од воени, да речем, локации, како со внатрешна саботажа од страна на членови на Мосад и странски агенти, така и со надворешен напад од страна на овие, пак би рекол, авиацијата на Израел. Така да сето ова очигледно било планирано и пак ќе кажам, единствена причина поради која што дипломатијата била овде е прво за да имаме покритие пред меѓународната заедница дека ете се пробало дипломатски и не успеале, па затоа е нападнат, и второ за да Иран буквално се фати со, како што велиме кај нас во Македонија, со спуштени гаќи, се разбираме, и буквално тоа и го успеа. И да се подсетиме, исто така, значи, ова е драма, како да ви кажам, ова што гледаме моментално, ја не знам само за кого глумат, значи, апсолутно никој, освен западната хемисфера во оваа ситуација, би рекол, меѓународната заедница, вклучувајќи ги Европа, Мурика, Канада, Австралија и Јапонија, тоа се единствените земји кои што веруваат на овие глупости, нормално и Мала Британија да не ги заборавиме, значи, како да ви кажам, не може без тоа гомно, сите се заедно. Значи, ова е драма само за нив. Апсолутно никој во светот не им верува, ниту на еден од овие представници, ниту на еден од овие организации и држави. Со тоа што прво излезе истото ова џудже Миленковски, така наречениот полски претседател на Израел, кој што тврдеше прво дека не е проблем, они сами ќе можат да го уништат овој центар, овие центри за нуклеарна енергија на Иран, за потоа нивниот претседател да излезе и да побара од целиот свет да се приклучат дека им е потребна помош да ги уништат нуклеарните капацитети на Иран. Повторно, во сите овие изјави мои, не заборавајте дека ние активно зборуваме за напад на активни нуклеарни капацитети на Иран, во кои што во повеќето од нив до пред само неколку дена се уште имало ураниум збогатен до 60%, што значи тоа е екстремно опасна материја која што доколку биде активирана и детонирана, тоа ќе биде екстремно катастрофална последица не само по Блискиот исток, туку по целиот свет. Значи, ова што моментално го гледате, ова е врв на лудило. Значи, ние овие луѓе ги нарекуваме наши стратешки партнери. Ние треба да се соземеме и да застанеме на правилната страна на историјата. Кого ние го нарекуваме стратешки партнер? Овие крволочни суштества? Значи, да не забораваме, потоа почнаа да ја молат Мурика да влезе. Значи, Израел ја моли Мурика да влезе и да ги уништи нуклеарните програми на Иран. Значи, пак ќе кажам, една држава, 3 километри квадратни, која што по големиот дел од овие западни сили кои што бранат не може да најдат на картата колку што се неписмени, моментално го води светот кон Трета светска војна. Она го нападна Либан, она прави геноцид во Газа, она е нападна Сирија, и од Либан и од Сирија има завземено територии бесправно,
целата меѓународна заедница ќути за сето ова, она ја го нападна Јемен не знам колку пати и она го напаѓа Иран моментално. Значи, кажете ми вие како е тоа самоодбрана? Како е тоа кога вие во цел комшилук ги натпаѓате сите ваши комшии, а барате тоа да биде сватено од страна на целиот град како да вие се браните од нив? Значи, ова е степен на лудило до сега не виден во светот, се разбираме. Само заради тоа што си може, така. И испадна гускава устата на администрацијата Мурика да каже дека 2 недели ќе се одложи потенцијалниот напад. Значи, пак ќе кажем јас овде, погледнете. Одлуката на Трамп ќе дојде во рок од 2 недели. Пред само еден ден од негова страна беше кажано дека сепак ќе даде шанса на дипломатијата и нема да одлучи пред истекот на овие 2 недели. Ова се случи пред 3 дена, така речено 2 со оглед на фактот дека, нели, ова е веќе така речено третиот ден кога се случи самиот напад. За истиот да биде сватено од иранците дека се уште има шанса за дипломатија. Ако го следевте нашиот канал, ќе знаете дека министерот за надворешни работи на Иран се упати во Женева во Швајцарија, обидувајќи се преку така речено представниците на Гејропа, нормално спахиите на Мурика, Северна Афричка колонија, така наречена Франција, Мала Британија и Швабистан, да се обиде да предизвика почеток на дипломатијата повторно, каде што нормално беше кажано дека прво треба да има целосно, замислете, значи целосно да се предаде едноставно иранската држава пред да има шанса за почеток на дипломатија. Значи Западот е целосно луд. Значи Западот е ментално растроен. Ово што се случува е ненормално. И целиот свет немо гледа и чека на тоа што веќе до сега сме го виделе не знам колку пати. Која држава порете ова што ја уништуваат на Блискиот исток само заради тоа што нив не им одговара? Либија ја уништија под истите овие ветувања дека таму имало оружје за масовно уништување, не знам што ќе правел Гадафи, не знам колку пати сме го кажале ова до сега. Либија е во 15 годишна цивилна војна. Ирак го уништија, милион загинати ирачани, истата држава до ден денеска не може да се опорави, до ден денеска е под де факто робство, така речено, од страна на Мурика. Сирија е уништија на истиот начин, моментално имаме ISIS режим во Сирија, човече. Под здрав разум дојдовме во ситуација каде што ISIS е легитимна влада на Сирија. Замислете, истото го направија на Либан, секој ден го прават тоа на Газа и на Палестина. И повторно, сега моментално на мета е Иран или нивните влажни соништа, последната голема сила која што се спротивставува на овој западен кошмар. Значи, човекот беше седнат, еве како изгледа тоа. Значи, дипломатија во која што вас ви кажуваат како секи биде во ред, додека позади грб ви се спрема еден од најголемите напади до сега виден на Блискиот исток. Значи, еве, седнат со сите овие мрсули од дипломати, кои што наводно ќе помогнеле, ако се сеќавате во вчерашниот ден, во последниот апдейт за Иран, кажавме дека се спрема наводно гејропската дипломатска заедница да помогне да изврши притисок за започнување на повторни дипломатски врски и преговарање за нуклеарната програма. За само еден ден подоцна, еве го, значи, каков лудак човече. Во ред, јас знам дека, нели, гериатрија Џо беше буквално изгубен во свемирот, тоа беше врв на шизофренија и врв на деменција, но каков лудак. Ја мислев дека нема да може да се надмине Бајден, но секоја чест дечкото, некако една работа која што од него морам да кажам дека дефинитивно ја направи е дека секој ден може да очекувате да биде се полош и полош. Значи овој човек докажа дека не се секирајте, знаете како? Мислите дека до сега направи глупости? Hold my beer. Чекај, можам уште повеќе, се разбираме. Значи, Мурика активно со најмотниот арсенал кој што го поседува нападна 3 нуклеарни капацитети повторно, централи, нели, и различен тип на да речам капацитети кои се потребни за сето оно што го прави во нуклеарната програма Иран со нивните Б2 бомбери. Значи Б2 бомбардерите се стелт бомбардери кои што Иран не поседува технологија која што може да ги детектира. Истите можат поради големата височина слободно да летаат над Иран без да бидат детектирани и да бидат нападнати. Затоа Израел толку ги молеше американците да влезат во овој конфликт. Со тоа што сега би сакал да погледнеме прво што изјави веднаш после нападот, а потоа ќе погледнеме во текот на видеото и зошто
е толку битен овој момент со Б2 бомбардерите и како изгледаат оние bunker buster bombs кои што се искористени врз капацитетите на Иран за нивните нуклеарни, пак би рекол, нели, локации. И на тој начин ќе имате целосна представа што уствари се случило во текот на вчерашната ноќ. Само секунда да го пуштиме ова да може да го проследите со звук. Значи, со цела радост човекот е едноставно горд на тоа што се случило. Јас немам зборови, значи до кој степен на лудило дојдовме, со тоа што само да се потсетиме на самиот почеток, значи неговите ветувања во почетокот на оваа негова кампања за председател беше токму тоа: не, ние ќе бидеме миротворци, ние ќе ги смириме војните, ние ќе ги запреме војните во светот, и тоа од негова уста кажано. Ќе запреме војната помеѓу Русија и Украина, ќе запреме војната на Блискиот Исток. Орангутанус американус. Само секунда. Само секунда, друштво, сега ќе почне видеото. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Со која радост, човече. Значи, гордите се сите со нас, на буквално волку сме од нуклеарна катастрофа. Значи, човеков со која страст го кажува тоа, како се удрени нуклеарни капацитети кои што може да предизвикаат катастрофа невидена до сега во светот. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, Америка зборува дека Иран бил број 1 спонзор на тероризам. Америка го зборува, замислете. Значи, истиот овој мрсул пред само 2 недели се гушкаше со лидерот на ISIS од времето кога ISIS војуваше и во Ирак и во Сирија, кој што денеска стана председател на Сирија, верувале или не, но не. Иран е лидер, односно спонзор на тероризам. Знаете како, ова што гледаме е апсолутен театар, и затоа нема да влегувам премногу. Наводно, радујте се сите, ги спречивме нуклеарните капацитети на Иран. Значи, ова е ескалација без преседан. Како се тоа ќе се одрази, една од темите на кои што ќе разговараме денес, каде што вториот дел од ова видео ќе биде токму тоа. Кои се опциите на Иран после овој напад? Значи, не, дечкото не е луд воопште, он е само Трамп. Значи, тоа таков му е шармот, се разбираме. Во превод, еве како изгледа, значи, до сега многу луѓето се сомнева, нема шанси, Мурика како може некој да ја каже што да прави, еве сега видовте како може, многу едноставно. Значи, како не знам кој пат до сега, беа повлечени за нос да прават токму тоа што сакаат исраелците да го прават. Значи, апсолутно Мурика се покаже уште еднаш како добро послушно куче на оваа зајонистичка држава, зајонистички режим. И оприлика вака би било правилното објаснување на ситуацијата. Мислам дека оваа слика точно објаснува што точно се случи во целиот овој момент. Миротворецот, човекот кој што ќе ги запираше војните, човекот кој што ќе донел после него, вика, сакам позади мене да оставам, вика, наследство на мир. Еве како заврши со Нетањаху напупен во хотелска соба, прилика, мислам дека многу добро го сумира овој момент. И моментално со ова, еве, не јас, значи не јас, не Кина, не Русија, не Иран, туку нивниот CNBC вели Мурика само што влезе во војната со Израел против Иран. Значи они јавно признаваат после овој напад дека се во војната со Иран, со Израел против Иран. Значи, како да ви кажам, дојдовме во ситуација во која што они ефективно направија чин,
со кои што влегоа во самата војна. Значи, стварно не знам веќе што да мислам, ова е без преседан. Апсолутно нема двајца луѓе со 2 грама мозок во оваа држава останато, и тоа е што гледаме моментално резултат. Пред 20 јуни вика највисокиот дипломат на Мурика, Рубио, кој што нели тврдеше дека не знаат, дека Израел тоа сам го правел, вика ги повикува сите нивни клучни партнери, вика за да се разговара за состојбата помеѓу Израел и Иран, и затоа јас сум убеден дека сите овие говнари знаеле точно што се случува. Значи Франција пред само некој ден изјави дека се спремни да го бранат. Да подсетиме, ова е човекот кој што не може да се одбрани од сопствената баба жена, а во исто време дечкото зборува како ќе го брани Израел. Нормално, како и секогаш, и останатите спахи не изостануваат. Знаете и сами, веднаш потоа Мурика бара поддршка од Мала Британија со тоа што циганскиот дел од Кипар, каде што има една од најголемите бази во светот, зборуваме за Мала Британија, да биде искористена за помош и за resupply, односно нели да може да се, пак ќе кажам, наполнат со гориво авионите и така натаму, кои што се користат во ова, така речено сега за сега, во овој напад, во оваа војна против Иран. Со тоа што да не забораваме дека и самата Мала Британија веќе испрати дополнителна количина на воени авиони на ова база на Кипар. Кипар, пак ќе напоменем, на овој начин станува апсолутно потенцијална мета на ударите од Иран. Само сакам да кажам дека се тоа веќе навистина се движи кон еден правец кој што потенцијално може да излезе надвор од контрола. И нормално да не забораваме, каде ако не и Швабистан, до вчера ги правеа сапун, денеска им се најголеми поддржувачи. Знаете и сами, значи Мерц излезе со јавна поддршка, каде што тоа што го направил Израел било одлично, било супер, така требало, они работеле за Западот. Значи, само чисто да ви кажам дека еден нема нормален западна водач на Западот, значи ова што се случува е, пак ќе кажам, без преседан. Сега, сакам да погледнеме едно кратко видео, каде што можеме да погледнеме точно како изгледа и зошто е толку битна оваа банкер бастер бомб. Значи ова е нешто кое што израелците, како што видовте и сами, и покрај тоа што Кења дека можат, очигледно не можат да ги на некој начин оштетат овие капацитети на Иран, додека тоа не го направи во нивно име Мурика. Значи овој дел од видеото, пак ќе кажам секоја чест, iTeli е канал кој што го користиме за оваа цел. Значи ова е технички канал кој што моментално работи токму на ова објаснување за тоа како се прават одредени напади, и овдека многу добро и детално го објасниле тој момент. Еве како изгледа нивното детално објаснување за овој напад кој што го изведоа, односно ова беше објаснување, верувале или не, уште пред да дојде нападот, пред 4 дена, каде што на некој начин објаснија што ќе се случи доколку дојде до овој напад, и моментално тоа го видовме во текот на вчерашниот ден. Now consider Fordo. Unlike Natanz, Fordo is located deep underground and protected by extensive fortifications. Israel targeted it with advanced bunker. Вели, Фордо е една од овие мети која што е на Израел, нормално на радарот на Израел, и која што практично и еден од оние најбитни капацитети на Иран, во кои што до сега се чуваа сите оние количини на збогатен ураниум до 60%, но вели првенствено е заштитен од комплекс како замок, така речено, на врвот од оваа инсталација, а вели до сега многу пати Израел проба да го нападне со нивните конвенционални типови на оружје кои што ги имаат за оваа намена. Busting munitions, but the results were far less conclusive. Their bombs struggled to break through the dense shielding. The damage was minimal. Само секунда. Despite the repeated. Вели, до сега, иако многу пати го нападнаа овој комплекс, вика, штетата врз структурата која што се наоѓа 80 метри под земја беше минимална, заради оваа огромна плоча која што е направена. Ако се сеќавате, ние зборувавме во еден од претходните апдејти, каде што Иран има развиено посебен тип на бетон, кој што е токму наменен за да биде екстремно ефективен кога би се користеле ваков тип на бомби против неговите капацитети. Strikes.
In fact, Israeli jets dropped these munitions multiple times on Fordo, triggering a localized earthquake measuring 2.5 on the Richter scale, an indication of the shear force being used. Значи, ова е многу добро објаснување. Вели, овие напади, ако се сеќавате, имаше пред некој ден, дури и на Патреон заедницата, како и верувам и во останатите, имаше споделено дека наводно има земјотрес на практично територијата на Иран, а уствари земјотресот кој што е предизвикан на 2,5 степени на Рихтер е токму поради овие напади, овие удари од страна на израелската авиација. Значи, верували или не, за таков тип на сила станува збор која што не може да пробие во овој бункер. Само секунда. This site remains a major challenge, protected by both its geography and Iran's sophisticated missile shield. The reason Israel keeps returning to these same targets isn't just to make a statement, it's because cracking open Iran's nuclear program is a lot harder than hitting a target once and moving on. Вели, за да го уништите програмата на Иран, која што е нели нуклеарна, со сите овие капацитети, гледате дека постојано се вршат овие напади, дополнително видовте дека имаат и огромни количини на противвоздушна одбрана во целиот овој регион, така да е навистина тешко за израелската авиација да може да го разбие овој комплекс. This is why Israel needs the US to deliver the GBU-57 bunker buster bomb to crack open Fordo nuclear site. First, we have the BLU-109, also pronounced blue. It is a 2,000-pound bomb developed in the 1970s. This weapon is capable of penetrating approximately 1.8 meters or about 5 feet of reinforced concrete. Значи, моментално има три типа на проектили кои што потенцијално се користат за разбивање на оваа локација, затоа што целата површина над овој бункер е изградена од овој така наречен reinforced concrete или така речено софистициран тип на бетон кој што е токму наменет за овие типови на оружје, каде што вели првиот тип на бомба кој што е развиен во 70-тите е тешка, како што видовте, негде околу 2000 фунти или тоа е негде околу 1000 килограми или практично 1 тон, кој што може да направи потенцијална штета од 1,2 метри во внатрешноста на овој тип на бетон. Само секунда, не знам зашто му треба толку на интернетов денеска да може да го направи ова. Next, we move to what Israel is using, the GBU-28 fitted with laser guidance at the front of the bomb. This bomb can penetrate to a depth of nearly 6 meters, equivalent to roughly 20 feet, which is as tall as a 2-story building. However, neither of these compares. Вика, вториот тип на амуниција е, вика, бомбата која што, вика, има прво и laser guidance, односно има посебен тип на водење на самиот проектил со, нели, лазерска технологија, која што може да продре до 6 метри под земјата, но вика ниту еден не може да се споредува со последниот, тоа се овие најдобри до сега направени bunker busters bombs, односно тоа се посебен тип на проектили кои што се токму за ова наменети, да можат да продрат низ ваков тип на заштита за да достигнат до овие центри кои што треба да бидат уништени. The massive capabilities of the GBU-57, also known as the Massive Ordnance Penetrator. It can penetrate over 60 meters into the ground, around 200 feet. To put that in perspective, this depth is comparable to the height of a 20-story building, depending on the four heights. Значи, вели, за разлика од овие претходни две, последната бомба која што ја покажа, вика, има потенцијал да влезе во земјата 60 метри под земјата, или вика, тоа е еднакво на 20 катница која што би била поставена под земја. Се разбираме? Значи, тоа е како да пробие 20 катна зграда од првиот па до последниот спрат надолу. Се разбираме? Examples demonstrate the significant advancements and differences in penetration levels among these specialized weapons. This means it can penetrate Fordo nuclear site. Let's put an average human hair against this weapon, which is 20.5 feet long, giving it a streamline.
Значи тоа беше споредба за тоа колку изгледа проектилот голем, споредбено со човек кој што е 20,5 фит, се не знам колку е тоа во метра, но на вистина станува збор за огромен масивен проектил кој што е наменет токму за оваа цел, да пробие до површината која што се обидуваат да ја достигнат на овој нуклеарен капацитет за збогатување на ураниум под земјата во Иран. Aerodynamic shape that is crucial for stability and precision. With a diameter of 31.5 inches and weighing an incredible 30,000 pounds, translating to approximately 14,000 kilograms, it utilizes its massive weight to generate the kinetic energy required for deep penetration. This heavy, compact design enables it to break through over 200 feet of reinforced concrete, making it... Значи, вели, моментално ја користи тежината од сопствената маса, за да може да пробие до оваа масивна длабочина. One of the most effective bunker-busting munitions in the world. But the US is the only country that currently possesses this technology. Нема да разговараме премногу, ова е мисля главниот дел кој што требаше да го објасниме, односно дека во оваа ситуација ваков тип на бомба се поседува само од оваа држава и затоа ја беше потребна во оваа операција. Со тоа што верувам дека ви е појасно зошто се користеле ваков тип на проектили и зошто беше толку битно влезот на Америка во овој конфликт, затоа што сега јасно гледаме дека ни по точка разно Израел немал ниту блиску до капацитетите кои што се потребни за уништување на овие нуклеарни капацитети. И пак ќе напоменам со акцент на фактот дека станува збор за напад врз нуклеарни капацитети. Чиста среќа што иранската војска била доволно, би рекол, умна да ги отстрани количините на збогатен ураниум кои што се наоѓале на дното на овие инсталации. Со тоа што неколку дена претходно официјално овој збогатен ураниум е отстранет од Фордо, така речено, тоа е станицата за збогатување на ураниум, и тоа е една од главните причини поради кои што ние моментално не се наоѓаме во нуклеарна катастрофа. Во спротивно, се уште не знаеме колку е ова успешно како напад, но пак ќе напоменам, тоа е главната причина поради која што ние не сме моментално во нуклеарна катастрофа. Пак предизвикана од нашиот стратешки партнер, нели? Значи, безбедно спиите, Америка ве брани. Со тоа што овде исто така имам уште еден многу интересен приказ, тоа е практично приказ со кој што може да видите како би изгледала потенцијалната нуклеарна катастрофа. Значи, ова ми беше пратено од Адекс, секоја чест и благодарам многу. Адекс има екстензивно познавање на нуклеарната енергија, тоа и е, верувале или не, професија, и според тоа, како еден од најблиските примери кој што ми го најде за оваа намена е токму ова видео кое што јасно објаснува само во првите неколку часа колку голем ефект ќе има оваа нуклеарна катастрофа која што потенцијално би се случила. Погледнете. What happens if the US targets Iran's Fordo enrichment facility? This wouldn't just be a military strike, but a very real risk of an unprecedented nuclear disaster in the Middle East. The Fordo facility lies south of the capital Tehran, near the holy city of Qom. Вели, ако се случи ваков тип на катастрофа, ова нема да биде проблем само за Иран, туку ќе биде нуклеарна катастрофа за целиот регион. Вика, нормално, Фордо, оно што го зборувавме, Fuel Enrichment Plant, односно станица за збогатување на ураниум, се наоѓа помеѓу Техеран и Ком, нивниот свет град, каде што It's built under a mountain, more than 80 meters deep underground. It's here that Iran enriches uranium to high levels, up to 90%, which is close to the threshold required to produce a nuclear weapon. Значи, ова видео се биде да објасни дека овој капацитет на 80 или 60, колку и да е метра под земјата, има потенцијал да збогати ураниум до 90%, колку што е потребно за нуклеарна бомба. Но они тоа никогаш не го направија, они стигнаа до 60%. If this facility were bombed and the stored nuclear materials detonated, the consequences would be catastrophic. И видеото само по себе покажа точно Б2 бомбардери, овие стелт бомбардери. Значи, целиот свет знае само кој може тоа да го направи и кој има ваков тип на и бомба која што може тоа да предизвика и авион кој што може тоа да го донесе до ова место. Вели, ако е погодена, како што видовме со оваа технологија која што досега ја покажавме, може да има екстремно тешки последици.
Within a 1 kilometer radius, radiation levels would be lethal within hours. Вика, во круг од 1 километар, во радиус од 1 километар, радиацијата ќе биде екстремно смртоносна за се што ќе најде во тој 1 километар. 5 kilometers, people would experience severe radiation sickness, bleeding, vomiting, organ failure. Вели, во рокот, во радиус од 5 километри, сите живи, се нормално зборува за луѓе, ќе добијат веднаш симптоми на повраќање, крварење и така речено откажување на внатрешните органи. Up to 20 kilometers away, increased risk of cancer, birth defects, and long-term contamination of water and soil. Вика, околу 20 километри од самата локација, значи покачени ризици од рак, birth defects, тоа се практично било каков тип на пореметување при раѓање, нормално на следните генерации, како и огромна контаминација на земјата и на водата, со тоа што повторно ова е само самиот ефект веднаш од самата ескалација. Beneath New York. Секунда. What happens if the US targets Iran's Fordo enrichment oil? Tens of thousands could be forced to evacuate for years. And the worst part? Winds could carry radioactive dust to Qom, Tehran, and even neighboring countries. Значи, десетици илјади луѓе ќе бидат приморани да се евакуираат со години од овие места, а вели, овие типови на честички, тоа се нуклеарните честички, може да бидат доведени до практично сите соодветни земји на Блискиот Исток, каде што нормално ова ќе биде катастрофално за целиот регион, тоа што го зборувавме од самиот почеток. Тоа е тоа што ние постојано го зборуваме. Ова нема да биде само штета врз Иран, ова ќе биде штета врз целиот регион, ова ќе биде штета која што ќе дојде и во Израел. Се разбираме, погледнете. Ова печурка што гледате овдека е многу блиску и до самиот Израел. Што значи дека на овој начин они и самите себе си ќе си предизвикаат штета. Јас не можам да разберам, значи, степенот на ретардираност на моменталниот западен свет, значи тоа е веќе надвор од секаков преседан. И моментално, значи, Иран, неговиот министер за надворешни работи, гледа целата пресконференција, кажа дека, значи, вратата за дипломатија е затворена, откако два пати, значи, додека Иран е на дипломатска маса, се обидува да го реши овој проблем, два пати се нападнати, и тоа нападнати, зборуваме, катастрофално нападнати, со огромни последици по оваа земја, и целосно ги разбирам, значи, ја мислам дека многу добро поставено, ретардирана литванка, која што е моментално председател на дипломатијата на Европа, значи, од Борел се надградија на ова, не знам што да кажам, мислам дека многу добро представува лицето на шизофренијата на целата оваа западна сфера, значи тоа е катастрофа и комплетно ги разбирам, значи не може два пати ја напаѓате земјата додека се обидува дипломатски да го реши овој проблем и вие барате да го решаваат овој проблем дипломатски, западните земји повикуваат на некако се дипломатско решение. Значи, каде беа западните земји да повикуваат на дипломатско решение кога другава страна постојано врши напади врз Иран? Од друга страна, една многу битна работа која што ден денеска не можам да разберам, значи истото ова куче на западниот свет, на Обединетите нации, Агенцијата за нуклеарна енергија, го нема нигде да ги осуди сите овие напади врз нуклеарни капацитети во Иран, а беше прв да каже како Иран не ги испочитувал договорите за непролиферација, така речено, незголемување на нуклеарниот арсенал во светот. Значи, ова што гледаме моментално е апсолутна катастрофа и агенцијата која што е токму за тоа направена, чија што ингеренција е токму тоа да спречи проширување на ваков тип на опасни активности. Прв пат во светот ние имаме активно напаѓање на нуклеарни централи кои што имаат нуклеарен материјал во нив и агенцијата ја нема апсолутно нигде. Обединетите нации во, би рекол, како орган кој што мора да делува, значи јас не можам да разберам зашто кур имаме Обединети нации, кога они буквално ќутат на сето ова што се случува, дали е Газа, дали е Либан, дали е Сирија, дали е Иран, значи они се активни само ако тоа се случува во Франција, во Германија, во Мурика, значи конечно испадна и кажа Антонио Бандерас дека потенцијално ова е катастрофално. Супер, одлично. Значи во времето на Гутереш најголемите глупости се случија во последниве 30 години во светот и неговата активност е еднаква на куклен театар. Постои, фигурира.
Да, он даде изјава дека не треба така да биде. Супер, одлично. Гледам супер име и на палестинциве, и на украинциве, и на ирачаниве, на либанциве име, одлично. Добро е што знаат дека Обединетите нации ги бранат. Супер, одлично. Во исто време, значи, конечно, после овој напад, верувале или не, значи, досега ги немаше нигде да бараат, нели, да се смири, да се пратат инспектори, да се направи некаков тип на нели, инспекција, да се заштитат овие објекти. Конечно, откако 3 масовни објекти за нуклеарна енергија се погодени, им текна на Агенцијата за нуклеарна енергија да свика иден состанок на гувернерите на секој од овие земји кои што се представници за нуклеарната програма и да нели едноставно не знам што ќе прават, они од кога удрија, битно е дека се собра одлично. Што, за да проценат колку е голема штетата, апсолутна катастрофа, значи ова е страшно. И јас целосно би ги разбрал иранците доколку одлучат дека ќе излезат од овој договор. Овој договор, the NPT, Non-Proliferation Treaty, е наменет за да ги заштити сите оние земји кои што сакаат да имаат собствена нуклеарна програма за цивилни цели, како што тоа беше нуклеарната програма во Иран, и да ги заштити од потенцијални напади и агресија поради истата, но нормално истите да се држат до, така речено, правилата кои што ги има оваа програма или овој договор. И пак ќе кажам, значи, нуклеарната програма на Иран е една од најконтролираните програми во светот. Истите се подписници затоа што сакаат да се задржа нивната цивилна програма и, како што видовме и сами, единствената причина поради која што би развиле нуклеарна бомба е баш поради овие шизофрени суштества од Западот. И пак ќе ви кажам, значи, земјата која што го нападна Иран не е подписник на овој договор. Земјата која што го нападна Иран е единствената земја која што потврдено има нуклеарни боеви глави, тоа е Израел. И Израел го напаѓа Иран без никакви докази. Значи, да се подсетиме пред само една недела, шефот на интелигенцијата на Мурика излезе и кажа, Толси Геберт, дека нема никакви докази дека Иран прави било што за развивање на нуклеарна бомба. И тоа се игнорира нормално и се врши овој напад, пак ќе кажам, без никаква дозвола, никој апсолутно не му даде дозвола на Израел, ниту пак има било каков тип на право со кое што Израел може да каже, јас ги нападнав поради X причини. Такво нешто не постои. Сето тоа е нормално во главата на овие западниве морони. Пак ќе кажам, значи ние имаме ситуација во која што се пара било каков тип на причина за да се одбрани оваа агресија која што е без преседан. Нема апсолутно никаква значи не можете да го одбраните ова, се разбираме, но без разлика светот и понатаму си ќути, нема проблем. Чиме Израел во рете, нема проблем, се им е дозволено што сакаат може да прават. И во исто време, нормално во утринските часови, веднаш IRGC, тоа е нормално иранската револуционерна гарда, возврати со повеќе од 20 проектили, кои што по големиот дел од нив верувале или не ги удрија своите мети. Повредени, нема врска, сега овдека да не навлегуваме, значи нема поента мерење на песокот за тоа кои повеќе цивилни жртви има, кога на крајот од денот вие се обидувате да предизвикате значи нуклеарна катастрофа. Значи треба да сте комплетно ретардирани, со тоа што сега ќе разговараме на кратко за опциите на Иран, за тоа што потенцијално Иран може да направи во оваа ситуација. Значи гледај го шизофренију, гледај го човече, немам зборови. Како и да е. Значи во Иран моментално одлуката паѓа на Supreme Council, ова е, како би рекол, супериорниот совет на културната револуција, на исламската револуција, кој што е на висина веднаш под нивниот ајатола Каменаи, веднаш по нивниот, би рекол, духовен лидер. Единство кој што може да ги спречи или да направи вето на овие одлуки е токму ајатола Каменаи, така да моментално на ова највисоко ниво од најразлични нормално представници се разговара за тоа што потенцијално ќе се направи за оваа ситуација. А во однос на опциите кои што ги имаат, најдов еден артикл кој што на некој начин доста добро го сумира овој дел. Морам да признавам, добро сумирано во прилика кои се опциите на Иран моментално. Повторно, значи од најнеутрален до најбрутален ќе ги представиме сите потенцијални опции кои што ги има Иран, а нормално ќе видиме со што истите ќе настапат. Моментално, буквално целиот свет, посебно Мурика и Израел, се во исчекување за тоа што ќе се случи при, така речено, овој напад. Прва работа која што можеме да видиме е да проба повторно да се врати на дипломатската маса.
и да се преговара за нуклеарната програма, што јас не верувам дека ќе се случи. Значи Иран веќе ги исклучува овие можности. Секаков тип на дипломатија е затворен во моментов и тоа баш кажа, значи нема да има никаква дипломатија додека Иран не се одмазди за ова што моментално се случи. Значи кажано директно од министерот за надворешни работи, пак ќе видам, останува да видиме како се тоа ќе се развива, но верувам дека Really Diplomatic Support Against US е една од работите кои што дефинитивно ќе ги направат и тоа го знаеме со сигурност. Зошто? Затоа што веќе е свикан, значи итен состанок на значи ова е сигурnosниот совет при Обединетите нации, кој што треба да одлучува вакви ситуации, не Израел, не Мурика, туку овој совет треба да одлучува. Овој совет е безгласна буква во последниве 30 години. Гледаме дека фигурира само као наводно разговараат, секој од нив нешто као кондем, разбирате? Сите они го осудуваат тоа што се случува и тоа и понатаму се случува. Дали било тоа во Русија и Украина, дали било на Блискиот Исток, и понатаму они само осудуваат и сето тоа повторно си продолжува да биде тоа што е. А од друг аспект нормално веќе гледаме дека поддршката која што ја бара Иран активно се случува со тоа што денеска министерот за надворешни работи на Иран беше во Турција, каде што даде свое интервју, нормално по да речам по патокази, така речено, дадени од самата негова држава, со тоа што изјави на крајот од овој интервју дека се упатува денеска во Москва на директни разговори со Путин околу целата оваа ситуација. Пак ќе кажам, верувам дека вечер ќе биде доста интересно на оваа седница на Советот за безбедност при Обединетите нации, но пак ќе кажам, ова е само куклен театар. Сите осудуваат, никој не превзема апсолутно ништо. На Израел му е дозволено да прави што сака. Втора опција, тоест трета опција која што, значи првата опција дипломатија е надвор од секаков разговор, не верувам дека би се вратиле, зошто би се вратиле, со кого? Од друга страна ги разбирам, значи вие пред сопствениот народ се правите, значи апсолутно подолу од роб, кога два пати сте нападнати за време на дипломатски односи и вие повторно барате дипломатија. Која дипломатија? Со кого? Со шизофрени лудаци? Дека ќе бара поддршка, нормално, јас очекувам дека Кина и Русија веднаш ќе влезат во страната на Иран, но повторно една работа која што сакам уште да напомена пред сите луѓе кои што гледаат овој канал, значи имаше многу големо осудување од типот зошто Русија не превземала нешто, зошто Русија не, значи еве вака сега да разгледаме. Кога Русија влезе во војна со Украина, дали Иран прати своји војници? Не. Дали Иран прати оружје за да помогне на Русија? Да. Што значи, во оваа ситуација ние потенцијално можеме да очекуваме дека како што Иран праќаше оружје во Русија, како шахид, дроновите и така натаму, затоа што беа поразвиени во оваа технологија, така и самата Русија верувам дека ќе се појави на оваа врата дебело. Тоа што ние официјално не гледаме не значи дека не се случува, но испраќање на трупи од една во друга земја во ваква ситуација представува почеток на Трета светска војна. Се разбираме? Било каков тип на реално присуство на Русија во оваа земја, а веќе имаме, знаете и сами, значи една од овие од 4 нуклеарни големи капацитети кои што станати, еден се уште не е нападнат, тоа е нуклеарната централа на југот во Иран, која што е се уште во изградба од страна на Атомската агенција на Русија, која што, знаете и сами, има повеќе од 100 нуклеарни, пак сега, дали се тоа физичари и така натаму техничари, кои што работат на оваа инсталација и која што се уште е активно, верували или не. Така да сакам да кажам дека сега за сега не можеме да очекуваме активно Русија да прати било каков тип на војска, тоа би било почеток на Трета светска војна, исто важи и за Кина, и се обидува, значи, на некој начин да го деескалираат овој процес. Не заборавајте дека БРИКС секако победува. Само е потребно време. Ова што гледаме од страна на западните лудаци е обид со се што можат да предизвикаат запирање на овој процес во кој што глобалниот југ го презема приматот во секој аспект во светот. Ова е токму тоа. И уште една битна причина за која што ќе ви кажам на самиот крај. Значи, една работа која што потенцијално очекувам да се случи, јас очекувам да се случи во текот на ноќта, ви кажувам отворено, затоа и пишам дека очекувам дека ќе има потенцијален хаос на Блискиот Исток, е напад на инсталации на Мурика низ целиот Блиски Исток, затоа што Мурика има бази низ Блискиот Исток како глисти. Значи, погледнете, нема каде нема база, без разлика дали е тоа обична база, воена, тоест поморска база или воздухопловна база, ги има низ целиот Блиски Исток, што е многу лесно за Иран да ги нападне.
Првите, нормално во Ирак, знаете сами уште од самиот почеток на овој конфликт, постојат огромна количина на милиции кои што се наоѓа на територијата на Ирак, кои што се верни и се дел од иранската револуционерна гарда, кои што потенцијално ќе направат директни напади, но некако претходно со еден дрон, туку потенцијално може да добиеме апсолутно, значи копнен напад на сите овие бази во Ирак. Значи очекувано да се случи во било кој момент, затоа што ние нема да дознаеме што одлучил Советот се додека тоа не се случи. Значи Советот нема да испаде да објави оваа одлука, кој што видовме од самиот Трамп, ќе одлучувам 2 недели, а на третиот ден организира бомбардирање на овие 3 капацитети. Истата ситуација можеме да очекуваме и од овој врховен командантски орган на Иран, дека кога ќе одлучат дефинитивно ќе дознаеме на вестите. Тоа е првата работа која што може да се случи. Втората работа, нормално гледате и сами, ова е од нивни вестник, вели израелската армија се припрема за потенцијално повторно ангажирање против Хезбола. Значи Хезбола во било кој од овие моменти може да се ангажира, може да почне повторно напади на северната граница на Израел, дали ќе се случи или не останува да видиме. Само сакам да напоменам дека верувам единствената причина поради која што Хезбола досега не се замешал е тоа што не добил директна команда од Иран дека е потребна поддршка во оваа ситуација. Значи Хезбола, Ирак, да не забораваме дека хутите веќе се приклучија, значи официјално на 18 јуни во нападите врз Израел учествуваа и проектили истрелани од Јемен, од делот на хутите. Знаете сами, ова се шиитски племиња, верни на Иран, кои што успеа да ја издржат 25 годишната, би рекол, агресија и геноцид од страна на Саудиска Арабија и Мурика заедно, само заради поддршката на Иран, кој што верувам дека ќе се најдат во оваа ситуација како поддршка. И овдека да не забораваме на многу битна работа, Јемен веќе самиот предупреди дека ќе застане на страната на Иран, доколку Америка влезе во оваа војна. Со оглед на фактор дека CNBC очигледно не извести сите дека Мурика е во војна, тоа е нешто што дополнително ќе видиме како ќе се одрази на нивна територија, да се потсетиме, голем дел од нивните конгресмени и понатаму бараат да се рестриктираат правата на овој шизофреничен лудак да продолжи со оваа војна, затоа што војна официјално се уште не е декларирана. Но фактот дека они нападнаа инсталации во Иран ги внесува во оваа војна без разлика дали они сакаат или не. Со тоа што ефективно, ако е таква ситуацијата, тогаш значи Јемен е официјално во војна против овие две земји, останува да видиме. Една работа која што верувам дека потенцијално може да се случи, нешто што го спомнавме на лајстримот вчера, значи овој USS Nimitz е еден од најстарите носачи на авиони во Мурика, кој што во 2026 година требаше да биде decommission, односно да биде така речено да престане да се користи, така. Со тоа што истиот наместо да престане да се користи е пренаменет да дојде во Блискиот Исток. Значи официјално добива наредби да дојде во Блискиот Исток сега, една година пред да биде изваден од употреба, што значи дека потенцијално ова е тој Black Swan настан или false flag операција која што ја чекаме за ова да ескалира уште повеќе. Со оглед на фактот дека Мурика, истиот овој артикол кој што вели дека ќе го пратат на Блискиот Исток, си земал за слобода да не увери дека не се секирајте, сигурно нема да дозволат USS Nimitz да биде уништен, со цел да има уште поголема причина за Мурика и нејзините сојузници да учествуваат во оваа војна. Значи тоа уште повеќе треба да ви дава причина дека тоа потенцијално ќе се случи. Значи кога ни кажуваат, гледате како, секогаш е, ова се фейк ньюс, добро, во ред. Фейк ньюс се додека не се случи, така. Значи фейк ньюс беше дека Америка ќе влезе во војната, но вчера испадна дека Америка го бомбардираше Иран, така. Значи на оваа стока западњачка не и верувам, како што велат, додека можам да ја фрлам, до таму и верувам. Така да во оваа ситуација ова е еден од начините кои што може да се случи оваа војна да ескалира во целосна инвазија, како што тоа се случи со Ирак, а нив ќе им биде потребна голема причина затоа што сето тоа што го направија до сега е без оправдание, они нема никакво оправдание пред меѓународната заедница зошто го прават ова врз Иран. Нема апсолутно никакво оправдание. Значи, ниту еден досега доказ нема најдено дека Иран спрема нуклеарна бомба, освен цртежите на ретардираниот Миленковски, председателот така наречен Нетањаху на Израел,
во Обединетите нации. Само неговите цртежи со бомба, нацртана дома од син му, се доказите дека наводно Иран спремал нуклеарна бомба. И ја верувам дека уште толку ќе го забрза и ќе го зацврсти, ако претходно немале, сега дефинитивно ќе имаат намера да направат нуклеарна бомба и верувам дека во следниот период дефинитивно ќе видиме ескалација околу тој дел. И да не забравиме дека иранските капацитети се повеќе од доволно и прецизни, и силни, и соодветно калибрирани да можат да ги нападнат сите овие центри кои што ги видовме околу Иран, посебно на Блискиот Исток, и верувам дека единствената причина поради која што не се нападнати е само заради тоа што ќе направат непријатели од своите соседи, без разлика кој од нив е моментално во прашање. Но верувам дека ова веќе е по знак прашалник со оглед на фактот дека сите овие капацитети се моментално во корист против Иран. Значи, ако вие помагате на мојот непријател, автоматски вие сте мои непријатели, барем јас така гледам, останува да видиме како Иран гледа на сето тоа, но една работа која што е дефинитивно можна и очекувам да се случи, која што овдека значи е последна, а верувам дека моментално е најстрашна за светот, е, како што веќе многу пати сме кажали до сега, пречки во транспортот и производството на нафта. Значи, официјално во утринските часови на неколку извори добивме информација дека представници на практично на нивната поморска сила на револуционерната гарда на Иран се спремаат да го блокираат Хормуз. Теснецот, кој што знаете и сами многу пати до сега сме кажале, е теснец кој што поминува повеќе од 30% од горивото кое што е произведено во светот во оваа ситуација нормално на самиот Блисок Исток, а дополнително овдека да не заборавиме е и Бабел Мандаб, кој што, знаете и сами, е под контрола на Јемен, кој што исто така може да биде блокиран по наредба на Иран до низините нормално сојузници во хутите од Јемен. Со тоа што оваа блокада може да предизвика апсолутна катастрофа во економијата во светот, блокирајќи голем дел од робата и транспортот, значи сега овдека дали станува збор за цивили, дали станува збор за роба, дали станува збор за нафта, се тоа ќе биде блокирано и ова ќе предизвика огромна штета по економијата и поскапување на цените, а многу пати се зборувале, тоа ќе предизвика штета и по криптовалутите. Една работа која што сега за сега е позитивна е фактот дека според marinetraffic.com, тоа е така речено сателитски преглед на сите би рекол бродови во овој момент, се уште гледаме дека теснецот Хормуз е отворен. Во текот на целиот ден го следиме и гледаме дека се уште не е блокиран. Значи, кога потенцијално овдека би виделе дека веќе нема никаков тип на бродови, тоа би било екстремно лошо за целата оваа ситуација и тоа ќе биде уште пред да дознаеме вести, ќе знаеме што ќе се случува следно, а тоа е, знаете и сами, поскапување на нафтата и пак ќе кажам уште еден Black Swan настан. Значи, тоа е начинот на кој што го следиме овој дел, може да го следите и вие, како што веќе кажавме, тоа е преку marinetraffic.com. Со тоа што една последна вест која што сакам да споделам со вас пред да завршиме со самото видео и ефектот кој што го очекуваме на пазарот е, само да ве потсетам, ова е вест од PBS News, западен медиум, голем, ова не е руска пропаганда, ова не е кинеска пропаганда. На 11 јуни буквално нивниот Кнесет или парламент требаше да се распушти и владата на педерот Нетањаху требаше да заврши со тоа што е, значи, најголемата крволочна влада во историјата на Блискиот Исток. Но, за жал, на 13 јуни, случајно од нигде никаде се случи нападот врз Иран и сега нормално дека ова нема да се случи и владата на Нетањаху и понатаму продолжува да биде на власт. Значи, се ќе направи, значи, Полјаков, така наречен председател на Израел, се ќе направи со цел да остане на власт, значи, ова е, не знам што да кажам, ова е катастрофално. Еве уште еден пример, значи како луѓето се спремни да газат по мртовци, да почнат трета светска војна само за да не одговараат за собствените криминали. Не заборавајте, Нетањаху треба да одговара за неколку домашни, зборам во Израел, процедури за корупција, по кои што не одговара само заради тоа што моментално влегува од една во друга, во трета, во пета војна, за да не мора да одговара по овие прашања. И нормално дека истиот се бара со потерница за геноцид врз Палестина, а ќе видиме и за другите земји околу него. Значи, тоа е, пак ќе напоменам, главната причина зашто оваа личност и понатаму продолжува со овие компликации и овие војни. Она што моментално е главен ефект на самиот чарт и на пазарите е
ескалацијата на цената на нафтата, која што очекуваме да продолжи се движи нагоре, доколку имаме блокирање на Хормус и доколку имаме компликации во овој конфликт. За жал, добри вести немам. Она што ќе ви го кажам, ќе го повторам уште еднаш, сега за сега криптосветот, иако погледнете и сами, значи ова моментално пак имаме некаква компликација, додека моментално го правам ова видео, ставно не можам да следам и да правам видео, тоа е реалноста, значи биткоин падна под $100,000. Повторно, ние не излегуваме од пазарот, продолжуваме да акумулираме, макар и да имаме уште еден Black Swan настан, макар и да имаме Трета светска војна, јас си понатаму останувам на мојот заклучок дека подобро да ги чувам моите капитални средства во нешто што е децентрализирано, како криптовалути, отколку да се надевам дека нешто ќе не спаси од типот на долар, евро и така натаму, посебно во ваква ситуација кога имаме ескалација во светот која што води до некои досега невидени размери на негативни случувања. Со тоа што верувам дека од понеделник па натаму ќе видиме голема ескалација на самите пазари, значи очекувајте дека понеделник ќе биде доста крвав, како нормално за целиот свет, така и за S&P 500. Сега за сега на некоја неутрала е, но во понеделник, тоест утре, очекувам дека уште од почетокот, кога за прв пат ќе отворат азијските пазари, ќе имаме пад. Значи ние имавме генерално пад во текот на целата недела, но верувам дека од утре потенцијално ќе имаме уште поголем пад. Тоа е само мој заклучок, моја проценка, останува да видиме. Ако имаме некаков тип на, не знам, дипломатска активност или не знам, некое, не знам, чудо што би го прекинало овој развој на случувањата, потенцијално можеби ќе видиме нешто друго, но сега за сега не гледам такво нешто на хоризонтот и останува да видиме што понатаму. Се надам дека уживавте, од понеделник продолжуваме со работа. За жал немам позитивни вести, но како и секогаш продолжуваме со работа, македонците мораат да знаат што се случува во светот и како тоа ќе делува на нивниот џеб, на нивното интервју. Благодарам како и секогаш и поздрав од Крипто Кемиџи.